Имено, наша следна тема е поврзана со децата кои што се заболени од цистична фиброза, заболување кое што е првпат откриено во 1930 година и оваа болест од тогаш до денеска многу работи се подоткриени за неа, а сето тоа за подобар живот на оние кои што се заболени. Катастрофален е податокот за еден родител кога ќе слушна дека неговото дете болува од оваа болест, меѓутоа она што единствено може да го смени и да ги слуша сите оние совети од докторите со правилна терапија и пред се со физичка активност. Болеста не може да се излекува, истата се добива со раѓањето, не може да се добие во текот на животот, а она што е најважно, не влие врз интелектуалниот развој на децата. На оваа тема зборуваме со мојата гостинка, а тоа е господја Бојчин Снежана, која што ни е представник или претседател на Сдруженијето за цистична фиброза. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов и благодарам за поканата да гостувам во вашата емисија. Така, господја Бојчин, ајде прво со едно прашање кое што може би половина приватно, половина онака како сакате. Што е она што вас ве натера да бидете дел од ова здружение и да бидете претседател на исто? Па јас сум родител на дете со цистична фиброза, имам керкичка која што е дијагностицирана на нејзини 3 месеци и тоа беше главниот мотив да се оформи здруженијето, да бидам активна на полето на подобрување на медицинскиот третман и условите за третман на болните со цистична фиброза, особено имајќи го предвид фактот дека многу малку од современиот медицински третман и услови за лекување на болните со цистична фиброза имаше кај нас пред 12 години. Токму тоа, читајќи странската литература, читајќи за условите во кои што се третираат болните во европските земји, добив мотив, добив силна инспирација да сето тоа, цел тој третман, начин на третман се имплементира и во нашиот здравствен систем, зашто точно е, како што рековте, тоа е наследна болест, меѓутоа морам малку да ве коригирам. Минатата година, конечно, со конечни резултати, излегоа научниците во Европа и пронајден е лек за третман на болеста, се уште кај само мал процент на болните со цистична фиброза, бидејќи тоа генетска болест, па има различни генетски типови на самата болест. На самата болест, значи за 4% од популацијата со цистична фиброза од годинава стартува лекот кој што тие ќе можат да го консумираат и кој што доведува до третирање, до лекување на самата болест. Не на последиците од болеста, туку на самата болест. Сега лекување или излекување? Лекување, значи лекот ќе се прима долго време, меѓутоа тоа ќе значи дека со примање на тој лек нема да постојат компликации од болест. Значи, затоа што со сегашната медикаментозна терапија само се успоруваат последиците на болеста и се ублажуваат, додека овој лек ќе значи стопирање на сите последици што би ги предизвикала болеста доколку тие лица не би биле третирани. Ајде малку повеќе да ни раскажете за болеста, она што јас го кажав дека е нешто што е вродено, што не се добива во текот на животот, туку со самото раѓање. И што не е заразно и што мораме да потенцираме, да, значи. Рековте дека имате керкичка која што е откриена или дијагностицирана оваа болест на 3 месеци. Колку е голема сега вашата керка? Па 11 години. 11 години. Претпоставувам дека воопшто не е лесно да се живее во тие услови кога знаете дека имате дете покрај вас што е болно, кога сакате да помогнете, а немотни сте, меѓутоа радува и за вас и за сите останати родители кои што имаат деца кои што се заболени од цистична фиброза, токму ова што сега го кажавте, лек кој што ќе помогне во лекувањето. Органи многу може да ги нападне оваа болест, она што е најкарактеристично, удира на белите дробови, на џигерот, на панкреасот. Малку повеќе значи да ни кажете ви. Значи тоа е една мултисистемска прогресивна болест, болест која што со текот на времето предизвикува се повеќе и повеќе проблеми, бидејќи е генетска, кај некои од болните најголемите проблеми и најчесто околу 70% од болните со цистична фиброза примерно имаат проблеми на белите дробови и практично тоа е најголемиот проблем кај болните со цистична фиброза, додека кај останатите придружно може да се појават и проблеми со црниот дроб, како што рековте и панкреасот и така натаму, да не се повторувам.
Меѓутоа, важно е значи во целиот третман на болеста да овие органи, особено белите дробови, што подолго време се одржуваат во добра физичка кондиција, односно што подолго време да се спречат компликациите од самата болест. Ме прашавте како се манифестира, значи, болеста. Болеста може да биде диагностицирана уште во најрана возраст, иако кај некои болни со цистична фиброза болеста може да биде диагностицирана и во тинејџерските години, значи дури и подоцна во 20-тите, па дури има и пациенти каде што болеста е диагностицирана дури во 30-тите години, бидејќи има некој полесен тек, односно некоја полесна форма на генетски дефект, на генетска модификација. Меѓутоа, кај 70% од болните, таа се манифестира уште кај некој од нив уште со самиот чин на раѓање, значи се појавува мекониум илеус, проблеми со столицата кај бебето, така што бебињата можат да бидат дел од нив диагностицирани уште веднаш по раѓањето. Кај најголемиот дел до кај 6-та-7-та година веќе се појавуваат и другите симптоми на болеста. Тоа е леплив, густ и повторувачки секрет од белите дробови. Многу често тие деца имаат проблеми и со синусите. Потоа кај тие деца се јавува застој во растењето и покрај добрата исхрана, значи најголемиот дел од болните со цистична фиброза имаат извонреден апетит, значи имаат желба за храна и се хранат добро, меѓутоа и покрај тоа физички почнуваат да заостануваат зарвсниците, односно не може да ја достигнат оптималната тежина, а понекогаш ако е болеста потешка, дури не оптималната висина, понатаму се јавуваат проблеми со црниот дроб, па се појавува отечено стомаче, значи специфично е кај нив и значи ако не се диагностицира се уште, понатаму веќе почнуваат се поголеми и поголеми проблеми да се јавуваат во смисол повторувачки белодробни заболувања, пнеумонии и така натаму. Така да, доколку не се третира, станува збор за болест која што е животозагрозувачка, повторно ќе кажам во зависност сепак на генотипот на болниот, доколку не се третира, уште таа доскоро се водеше како детска педиатриска болест, бидејќи за жал борбата, најголемиот дел од болните со цистична нетретираните болни со цистична фиброза ја губеа уште во детска возраст. Значи многу сериозно заболување, кое што пак радува фактот, изминативе години станува се понесериозно, да речам, под наводници, од причина што секоја година се воведуваат нови терапии, нови лекови за болните со цистична фиброза и сега во Европа веќе зборуваме за една популација на болни со цистична фиброза, чишто век на преживување е меѓу 35-та и 45-та година и од година на година рапидно расте и се зголемува. Зборувам не горна, таа просечна граница, веќе имаме и 60 годишни болни со цистична фиброза со постоечката терапија, а сега со новата терапија, значи се очекува дека во догледно време навистина ќе зборуваме за лица чишто просечен животен век речи си е приближен на останатите, на останатите луѓе. Така, статистиката вели дека на секој 2500 новороденче во европски рамки, така 2500 во европски рамки, секој 2500 новороденче заболува од оваа болест. Кажете ми, во Македонија, вие сте здружение, што значи да се биде здружение и што значи да се организирате како родители? Кој ви помага, колку сте сами во сето тоа, а силата мора да имате без разлика дали имате помош или не? Така. Не е лесно, ќе ви кажам, значи многу беше тешко. Ние како здружение на почеток имавме проблеми дури да добиеме членство. Знаете, станува збор за една болест која што е, да кажам, скриена, во смисол децата со цистична фиброза немаат никаква физичка карактеристика која што ги одвојува од нивните врсници и покрај сериозноста на болеста. Така да што родителите многу често се одлучуваа на чекор да ја сокријат, да ги сокријат фактите дека нивното дете боледува од таа болест, особено имајќи го предвид фактот дека во
тој период речиси и не постоеше специфична терапија за болните со цистична фиброза. И стравот дека нивното дете на некој начин ќе биде анатемисано од околината, кај родителите караше да реагираат токму така, значи да кријат, да сокриваат болка. Така да беше многу тешко практично да се собере членство и да се излезе во јавност и за прв пат да се проговори за каква тешка болест станува збор, меѓутоа и да се проговори за тоа дека треба да се поработи на фактот дека медикаментозната терапија, како и за сите болни и за овие болни, треба да се донесе во нашата држава. Особено пак ќе речам имајќи го во предвид фактот дека овие болни доколку ја примаат терапијата, навистина можат да бидат да функционираат речиси како и секој останат човек, значи болеста не ја напаѓа, него како што кажавте, значи нивниот интелектуален капацитет, така да тие навистина функционираат како и сите други, иако јас секогаш велам, секој болен има право да добие терапија доколку постои таа терапија некаде. Секој човек, секоја индивидуа има право да биде лекувана со постоечката добра терапија. Значи, воопшто не беше лесно и од тој аспект, не беше лесно и од аспект на тоа што поразителен беше фактот дека кај нас нема ниеден од специфичните лекови за третман на болеста, иако Центар за цистична фиброза веќе постоеше кога беше оформено Сдруженијето во рамките на клиниката за детски болести. Центарот, кога се оформи Сдруженијето, веќе го водеше професорката Стојка Фуштик и морам да кажем дека со неа и со нејзиниот тим, бидејќи цел тим на